Денес славиме значаен празник. Еден од најсветлите датуми од хронолошкото битисување на нашата татковина. Всушност, денес и на овој 11 октомври славиме не еден, ами два празника, две големи нешта кои ни ги раскалуваат душите. Ни го забрзуваат ритмот на срцата и ни ги креваат челата како знак на несомнена гордост. Дочекавме уште едно одбележување на денот на народното востание, а во исто време дочекавме и уште едно славање на денот на борецот. Во најубавата приказна за слободна Македонија се вградени судбините на огромен број млади луѓе. Затоа, ова наше востание мора да стои на колективниот пиедестал во креирањето на вистинска приказна за Македонската република. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е ден кога е поставен еден од темелите на подоцнежната македонска државност. На овој ден им одаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Наша должност останува да го чуваме она за тоа што ти го дадоа својот живот. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе. Тоа е само мал дел од кажаното. Тоа е само мал дел од напишаното за големиот 11 октомври и неговото огромно значење за нашата македонска историја. Денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот се два празника споени во едно. Како две сродни души кои живеат во симбиозата. Тоа се две компатибилни нешта, две нераскинливи алки од историјата кои взаемно се надополнуваат. Да се зборува за едната, независно од другата, едноставно е невозможно. Представува задоволство, чест и гордост, низ збор да се уживуваат настаните од нашето историско минато. Да се зборува за епопејата на Македонија и македонскиот народ и незиниот бесмртен идеал. Да се зачуваат во меморијата спомените за македонскиот непокор и да се извадат повторно на виделина многуте историски епизоди во кои протагонисти биле луѓе возлюбени во својата татковина. Луѓе кои непоколебливо биле решени да го претворат во јаве долговековниот сон за национални, социјални и политички слободи и права. Чест и задоволство е да се зборува за сево ова. Токму на денешен ден, пред 81 година, со нападот извршен од страна на Прилепскиот партизански одред, било дадено до знаење дека започнува народно-ослободителната и антифашистичка војна во Македонија. Станува збор за истовремен напад врз бугарскиот полициски участок, врз затворот и врз телефонско-телеграфската мрежа. Напад кој бил повеќе од успешно осмислен, организиран и реализиран. По Прилеп, веќе следниот ден следувал и вооружениот отпор во Куманово, за потоа востанието да се прошири на територијата на цела Македонија, преку изфрлање на нови партизански одреди и реорганизирање на веќе постоечките. При ова, мора да се спомене дека првата пушка во Прилеп и Куманово и востаничките истрели за решавачко ослободување на поробената татковина одекнале потоа и во сите делови на Македонија. Следувала тешка, измачувачка и долга војна за конечно ослободување, проследена со многу страдања, крвопролевања, изгубени домови и човечки животи. Но сето тоа било пропратено со силна верба дека слободарското утро мора еднаш да осамне. Тоа го најави и првото заседание на АСНО, кога беа удрени темелите на македонската државност, а потоа и завршниот епилог ослободувањето на сите градови и села во Македонија. Тој искричав 11 октомври 1941 година беше буревесникот и предвесникот на новата посветла и поубава историја на Македонија и македонскиот народ. Во денот кога одбележуваме цели 8 децении и 1 година од озгора од востаничкиот 11 октомври, ние, но секако и помладите генерации, не можеме да не бидеме горди на големата востаничка епопеја, зашто токму
11 октомври го прати одлучниот глас против тугите поробувачи, но и гласот на слободата, која се уште одекнува во душите на граѓаните на Македонија. Со тоа на непријателите недвосмислено им беше кажано дека овде не им е местото. Со тоа македонскиот непокор доби уште еден печат, како и во случаите со сите поранешни буни и востанија забележени на страниците од македонската историја. Но ајде да градиме општество, ајде да градиме свет без да имаме потреба од нови буни и востанија. Денес, кога се соочуваме со глобални кризи од различни природи, неубави нешта кои како дамоклов меч висат врз нашите глави и се закануваат да го разјадат ткивото на човештвото, нам, како никогаш досега ни се потребни разбирачка, меѓусебно почитување, толеранција, заедништво и братска љубов. Ете тоа ни е потребно за да го совладаме на единството. За еднаш за секогаш да се збогуваме со македонскиот синдром на самоуништување. Само така ќе ја спасиме татковината и македонштината. Само така ќе продолжиме по патот по кој сме кинисани. Дали тој пат ќе биде кружен тек, по кој постојано ќе се вртиме во круг? Дали ќе биде крсокак, кој никаде не води? Или ќе биде пат кој ќе не води кон светлината на новиот ден? Зависи сето тоа само од нас. Време е да се присвестиме. Време е асално да се доразбудиме, да ги избришеме предрасудите на кои им робуваме и да ги проветриме од ајата на омразата во која заеднички се гушиме. Време е да им одадеме шанса на новите ветришта, кои неминовно ќе донесат нова македонска реалност, во која ќе се чувствуваме и покомотно, и поубаво, и побезбедно. И при тоа, не смееме да бидеме егоисти, мислики само на нас. Треба да мислиме и на нашите чеда, оние кои се родиле, и оние кои допрва треба да се родат. Сето тоа ќе го сториме ако показалецот го употребиме на поинаков начин. Наместо да го вперуваме едни во други, барајки виновници, за разни нешта, време е да го оставиме на нашите чеда и длабоко да размислиме за иднината на татковината и за нашата заедничка иднина. Нека ни е честити вековите 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот.